Оризарите бараат сами да управуваат со водата, враќање на старата цена за воден надомест за настаната штета и прогласување на елементарна непогода. 25 ќе бараме да се повлече за покачување на водниот надомест од 800 на 1700 динари за урезовите површини. Ќе бараме во стопанството да се поврате во природните состојба кои се беше. Ведонца ќе биде посебна хидравлична единица и не ни интересира ништо друго. Втора работа, штетите настанати од водостопанско предпријатие на Македонија, значи водостопанство на Македонија, да ги надокнаде штетите и водниот, значи земјоделците бидат ослободени од воден надомест. И да се прогласи елементарна непогода во нашиот регион, па може и во Република Македонија. Според Оризо производителите, нивната минимална проценка на штетите е најмалку 100 евра од декар, нешто кое тие не можат да го поднесат. Сигурно се 30% оштетени со болести, многу вода и вода. И тоа, значи, тие промени, значи, да Оризо е заболен. Што значи, приносите нема да бидат од 4 килограми по единица декар. Колку? По 4 килограми нема да мрдне. Значи, тоа ние човество ќе одеме по 100 евра по единица декар од загуба. Доколку овие барања не им бидат исполнети за 25 август, гневните оризари најавуваат комплетно блокирање на експресниот пат Штип-Кочани. Од 25 и на неодредено време, што значи патот Штип-Кочани во Облесово биде блокиран. Експресниот пат кај Спанчево, значи на Клучката кај Спанчево, и таму една блокада ќе има.